Осуствуваат континуирани акции за информирање на јавноста за правата на потребите на лицата со попреченост, како на национално, така и на локално ниво. Иако постои одреден напредок во поглед на предрасудите, за жал мора да кажеме дека се уште постои висок степен на предрасуди. Од овие причини препорачуваме спроведување на позитивни кампањи за прикажување на лицата со попреченост како еднакви граѓани во општеството, како и целосна имплементација на антидискриминацијската легислатива. Во однос на пристапноста, потребно е задолжителна примена на законската рамка и стандардите за пристапност во сите области, особено за јавните објекти, транспортните услуги, јавните услуги, како и строги санкции за сите оние кои нема да ги применат. Информациите и комуникациите треба да се во пристапен формат, како што е Брајовата азбука, пристапни електронски формати, тактилно препознавање, формат лесен за читање и знаковниот јазик. Како пример може да ги наведеме потребите за надминување на архитектонските бариери од страна на лицата со телесна инвалидност и поставување на звучни семафори и тактилни патики за лицата со оштетен вид. Глувите лица се уште се соочуваат со потешкоти при користење на знаковниот јазик како основен начин за комуникација за нив. Истиот не се применува доследно, посебно во државните установи и министерствата. Информирањето на глувите лица преку електронските медиуми, вклучувајќи го јавниот сервис, е многу ограничено и програмските содржини не се толкуваат на знаковен јазик. За лицата со интелектуална попреченост скоро и да не се употребува формат кој е лесен за читање. Апелираме државата да ратификува договорот од Маракеш, чие неофицијално име е глад за книгата, кој им го обезбедува основното право на слепите и слабовидните лица, правото да читат, односно да им овозможат достапност на пишаните материјали во пристапна форма, како Брајово писмо, аудио материјали и голем формат. Во делот на образование, тоа очигледно е дека се уште се дозволува сегрегација на учениците со попреченост и се уште постојат сегрегирани образовни средини и начини за работа во градинките и училиштата, особено за учениците со интелектуална попреченост. Законската рамка треба да се ревидира и јасно да промовира инклузивно образование, попреченоста да се вклучи како основ за дискриминација во образовниот процес, а одбивањето на разумно прилагодување да се забрани како форма на дискриминација по основна попреченост. Потребно е да се обезбеди соодветна поддршка, ресурси и квалификувана обука за наставниците и помошниот персонал, за да се поттикне инклузијата, да се обезбеди универзална пристапност до образовните простории, вклучувајќи ги и универзитетите.